Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте со слика во малата сала на спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје. Со интонирањето на македонската химна, испеана речиси од 350 можеби повеќе гледачи. Иако е тоа капацитетот на овој спортски објект, ќе имаме можност да влеземе во директниот пренос од завршницата на машкиот кошаркарски шампионат за играчи до 16 години. Ова е генерација на кошаркари родени 2001 и помлади, а за шампионскиот трофеј ќе се борат екипите на Феникс и Вардар. Со ова практично на некој начин треба да го заокружиме оној проект кој го имаме заедно со Македонската кошаркарска федерација за афирмација, популаризација на кошарката и афирмација на младите кошаркарски таленти во државава. Од една страна и од друга да докажеме дека да, Македонија има потенцијал, дека треба да им се даде можност, треба да им се даде шанса да се вложи, да се инвестира во идните македонски кошаркарски, па и сениорски репрезентативци. Започнавме практично со генерацијата М18, во која шампионскиот трофеј го освои екипата на Работнички, тоа на супер иронен начин, откако во полуфиналето го декласира Шкупија, потоа беше подобар и во финалниот меч против Вардар. Предводена од тренерот Горан Ѓоргиевски, Работнички освои еден шампионски трофеј сезонава. Вардар веќе има еден, бидејќи во младинска конкуренција во плейофот со 3-0 во мощни неизвестни два надпревари, особено, па можам да речем и 3. Ја освои првата титула сезонава, практично генерацијата 20 заврши прва со оглед на тоа дека веќе се подготвува за она што престои настап на европскиот шампионат. Ги прогласивме шампионите меѓу најмладите, условно речено, а тоа беа кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром, на генерација М12, која стигна до трофеот. Нешто повозрастните М14, титулата ја освои екипата на Феникс, која немаше пораз во текот на целата сезона. И еве сега, дали Вардар до втора титула или Феникс до втора титула сезонова, останува да видиме. А споменав дека Работнички го освои трофеот до 18 години, предводен од Горан Ѓоргиевски, актуелниот селектор на кадетската репрезентација до 16 години. Практично селектор на оние кои ги следиме во моментот. Токму тој вечерва ќе биде мој гостин на коментаторското место. Селекторе, добре дојдовте. Добро ве најдовте. Голем поздрав до честитки за освоениот шампионски трофеј со вашиот екип. Ви благодарам многу. Добро ве најдов, како што најавив. Поздрав до сите гледачи на малите екрани на сите од 3 телевизија. Денес ќе проследиме еден, по мене мислам, малце неизвестен надпревар. Ќе одлучи моментална мотивација и инспирација на самите играчи. Такви се сите финални турнири, не секогаш победува екипата која е подобра, секогаш победа моменталната инспирација. Така да имаме 40 минути да гледаме добра. Особено тоа важи за младинските категории. Посебно да, за возраста до 16-18 години и помлади. Во секој случај ќе биде добро да го преследите овој надпревар, без разлика дали овде крај коментаторското место или ќе бевте долу на трибуните, иако забележувам нема слободно место во Кале, со оглед на тоа дека меѓу овие 24 кошаркари кои ќе имаат можност да настапат, сега некој ќе игра, некој нема да игра, има голем број на потенцијални репрезентативци токму во селекцијата која предводите. Да, секако дека има, ние во текот на целата сезона направивме неколку селективни тренинзи. Да се заврши завршниот турнир, планираме 3-4 дена да имаме повторно собир на 24 до 26 потенцијални репрезентативци, од кои ќе го направиме списокот од бројка од 16 кои ќе биде за настап на европско првенство, односно да ги проследи припремите кои доаѓаат во летниот период. Припремите ќе започнат од 28 јуни. Првенството е од 10 до 19 август во Софија, така да сме здрави, живи. Се надеваме дека конечно една наша репрезентација која успее да го мине оној магичен праг од Б дивизијата да се класира во А дивизијата на Европскиот кошаркарски шампионат. Ќе биде потребна многу работа, пред се здрави на овие млади момци. Ќе биде макотрпно тоа лето за најголемиот дел од нив.
a еве ги стартните петорки за овата тима. Со број 6 Андрејан Доновски, со број 8 Божиновски, со број 11 Исајловски, со број 13 Кацарски, со број 22 Јанев. Од тимот на Феникс кој настапува во жолти дресови и кој условно речено ја има улогата на домаќин поради светката, поради ништо друго, бидејќи домаќин е Вардар. Тој игра во својата сала, а вардарците настапат со број 7 Адријан Наумовски, со број 10 Лука Јованов, со број 12 Лука Наумовски, со број 14 Давид Глигоровски и со број 15 Лејсон Зеки. Ако добро забележувам, дури во меѓу овие десетмина, 6-7 8 потенцијални репрезентативци во репрезентацијата на Македонија. До 16 години, првиот напад ќе го имаат вардарци преку Лука Наумовски. Ќе направиме паралела и на она што го одигра во текот на вчерашните полуфинални надпревари. Секако, довек имаме ситуација за такво нешто, Адријан Наумовски за Лејсон Зекери, тоа ќе биде така на екипата на Феникс. Ги остана должен за арбитрите, официјалните лица, Мицевски, Павлов и Антоновски. Не се баш сигурен, но денеска ќе информација дека ова е еден од представителите на превари кој е долгогодишниот одличен кошаркарски арбитар Маријан Мицевски видимо во својата кариера, но останува тоа да го официализираме. Феникс победува со трошот на Никола Кацарски. Јованов за Адријан Наумовски, за него биде завршен Антоновски. Вчера имаше брилјантен настап Антоновски кој е една година помал од останатите, а Адријан Наумовски со тројка го отвора мечот за Вардар. Иако на вчерашниот меч мал беше бројот на постигнати тројки во полуфиналето меѓу Вардар и Партизан 2001, па немаше многу ниту на првиот полуфинален надпревар меѓу Феникс и Партизан 2002, Кацарски Зекир имаше промашување за 3, а потоа транзиција за Лука Јованов. Екипата на Вардар вчерашниот полуфинале го доби во крајниот дел од екипата и се мислам дека интензитетот на игра, односно како се вика потенцијалот што го држи адреналинот, ќе одлучи на денешен надпревар дали ќе биде лесна утакмица или ќе биде Феникс мина. Вчера имаше многу полесна утакмица отколку Вардар, меѓутоа тоа секој пат не е предност во полуфиналните надпревари. А одлично отвара Адријан Наумовски, синот на председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Наумовски, 2 шута, 2 тројки, веќе 6 поени за него. Екипата на Вардар води со 8-4. Јанев со број 22 вчера отвори во истој како денеска Наумовски, ево Јанев за 3, не успева да реализира. Божиновски лична грешка, прва на надпреварот. Споменате дека вардарци вчера во делот против првиот состав практично на Партизан Водно-Санс добија мечот во завршните 4-5 минути. Водеа кошаркарите изверениците на Тони Симич со 6 поени разлика, но Вардар направи серија од 10-0, практично 3 минути Водно-Санс не успеа да постигне кош и токму затоа ги гледаме црвените денеска во финалето. Исајловски интересен кошаркар, висок 197 см, одличен играч подобрачите, има одличен скок, знае добро да се постави, мека рака, добре контролира топката, некој родом од гостива. Прва сезона во составот на Феникс. Јанев, од Кацарски, доаѓа до презимање ситуација, на одбраната Јованов, добро поставен, Јанев лична грешка број 1. Мислам дека ќе имаат често пати проблеми вардарци, доколку Божиновски со број 8 и Кацарски со број 13 одигра добро пикен рол, па ако остане, да речеме, Лука Наумовски долу, горе ќе да дволисна ситуација со Кацарски далеко, понизока Кацарски меѓу онака долги
разбира се. Големи проблеми докато мина таа игра во претходната акција тоа не испе. Овие првите поени за Лука Наумовски. Денеска вардарци се погодија. На самиот почеток, да. За разлика за вчера, Андреја Наумовски вчера беше брилијантен Наумовски со бавно лучина. Јанев за Кацарски, тоа е оно што го говорам. Го подсеќа Горан Кацарски своевремено на Чутур, легендарниот југословенски репрезентативец кој играше во дресот на Цибони, беше европски шампион. Никола Кацарски е момче кој има сенс каде да се постави, па че топката не мора да скокне да ја остави. спейсинг добар спейсинг во напад има и прати каде иде бекот, он секогаш иде од друга страна каде што може да му се додаде. Значи добар спейсинг има доле во рекето, добро се врши. Денешниот надпревар по мене мислам дека агресивна одбрана ќе го добие. Кој ќе издржи повеќе во одбрана? Феникс имаат проблем со лични. Веќе трета. За Борјан Јовановски втора. Капитенот Јовановски е прва опција на пленителската позиција. Наумовски погодува преку раката на Андоновски. За Адријан Наумовски 8 поени. Од поле 4 од 3 Адријан. Кои две тројки во два обиди. Сајловски. За Божиновски. Јанев за 3 нема тројка. Второ е тоа премашување за Јанев. 0-4. Односно 0-3. А 3 од 3 има Адријан Наумовски. Негов 11 поен. Неверојатна партија, инспириран, мотивиран Адријан Наумовски на овој меч. Колку да подсетам за оние кои поред да следат кошарката, овие два тима пред 2 години играат во финалето, но тогаш во генерацијата М14. Два интереси на тревари, тогаш немаше Final Four, туку плеоф во 2 добиени средби. Жолтите, екипата на Феникс, тогаш беше подобра, голем дел од овие момци беа и на споменатиот меч. По мене организирањето на Final Four за годише до 16 години е поврат бидејќи е празник на кошарката. Децата не спијат во 2 дена, се држи како адреналин на самите играчи, така и на родителите, така на целокупна публика. Волку публика не може да има, например, кога се игра полуфиналето да биде 2 добиени, 3 добиени. Ке дојдеш еден надпревар, другиот надпревар, нема да го посетиш. Имаше и една идеја, практично во 3 дена во една иста арена да бидат одржани трите турнири, но ево, годинава нели на тоа може ли следната година Кошаркарската федерација ќе успее да го направи и тоа, практично тогаш ќе биде вистински празник на кошарката, иако федерацијата ова 10-дневна ќе биде веќе програма. Ја нафркавија тести како недава на Мак Баскетот, таа започна минатиот петок, а ќе заврши дури во понеделник. Значи практично 12-13 дена постојано Мак Баскет се стартуваше со настапот на сениорската женска кошаркарска репрезентација на меѓународниот турнир. По пауза од 3 години дамите се собраа, па завршница М18 во женска конкуренција, па во машка, па М14. Еве не сега на генерацијата 2001, а реков сепак кога ќе заврши со полуфиналните и финалните мечеви во 16 конкуренција кај девојчињата утре и задутре. Први поени за било кој друг, освен за Кацарски во однесот на Феникс. Сајловски, сега Кацарски много одигра во одбраната, намалува на 8-15 и Сајловски за 3. Сајловски за Феникс. Феникс 1 од 4, Вардар или по-речено Адријан Наумовски 3 од 3. Лука Наумовски на влез преку Кацарски. 24. Во составот на Феникс е Милиша Димитровски. Се жали
Luka Naumovski čini nekaj toga. Jedno interesno momče. Prgav, agresiven, golem borec. Tetavčani so praktično od Tetovo. Luka Naumovski. Napovedni se sve tam preglедуеми. Беше дел от селекцията на М14, koja je nastavljena na неофициалното европско првенство на таа годишна возраст, популарниот Супербол во Словенија, но беше и прогласен за MVP минатата година на меѓународниот турнир во Италија, на кој македонската репрезентација го освои првото место. Да не заборавиме на клучите на овите екипи, уште по еден селектор, Денис Дервишевиќ, тренерот на Феникс, селектор на репрезентацијата до сезонот 14 години, а Јованчев, предводникот на Вардарци, е селектор на репрезентацијата до 15 години. Први поени на Зекири. Јане за Исајлов. Јане за 3 погоднува собровото на Борјан Божиновски. Вчера немаше реализација, но запримаше дури 7 асистенции Борјан Божиновски. Ќе заврши својата работа, разигрувајќи ги останатите. Екипата на Вардар има проблем со реализација на напад, доста шутеви погоди и затоа резултатот е тој, меѓутоа кошаркарски не може цело време да погодува, значи мора да најдат и друго решение. Со шут ни еден тренер не добил утакмица, ни една екипа не победила. Првенствено одбрана. Одбрана мора, да. И брза трансформација од одбраната на напад и популарната контра. Впрочем, денеска имате семинарите, До 16 години е најбитно да играш 1-1, да играш пресинг по цел терен и транзиција. Деца да се учат со игра 1-1 и моушен во напад, утрчување. Не треба многу филозофирање за што попросто, тоа е подобро. Крајковски, на Иво Крајковски игра подреден, забележите на левата штопковица. Вчера доби удар, Крајковски сега горе на прилешување на Зекири. Тоа е прв пат Вардарци да продолжат загубијата 6 секунди. Така конструно и проводите на Адриан Наумовски. 4 од 4. Во стилот на татко му. Крајковски за 3. Ревија на тројки во ова прва четвртина. 12 шута
Ukupno 8 pogodeni trojki na двете страни. Сега не искала Лука Наумовски, простор за транзиция, Трайковски стигнува на работ на теренот. Мора да биде вратена назад, сето тој да почне одново ова акција на Фениксите. Видише Димитровски и гледаме допадлива кошарка. Георгиевски ќе се слежи со ними. Брзо се игра, прецизно. Има креативност во играта на овата тима. Но ќе видиме колку ќе издржат и едните и другите. Што би се рекло? Способни за тоа. Golden State кошарка, run and gun. Да не видиме баш најсемесова или Golden State, но пак се пак играта на шампионот, е темен. Така е. Така да, едно да измени да се толкова на Варвар, това е шесто от Джордан Станкович, син на легендарниот наш кошаркар Срđan Станкович и се односно син да е Чијаковски. Али danas, првите не може да верувам. 4 от 7 Феникса, 5 от 6 Феникс на преворот и одборот имаше и 9 поредни позитиви. Трайковски за 3 за крај. Практично можеше да го шутнува. Интересно. Доведни 10 минути. Подсетено следеше. Водеше Вардар со 15-6. Но тогаш наравно, од тој тајм-аут, да помера Денис Димишевич, некако секунди игрите, Фениксите. Ново продолжение, Феникс продолжение, 18, а екипата на екипата на Вардар. Добрали се 8 поедни. Морам да информирам во режијата дека ова е максимум што можам да попуштам. Дали е сега случајот таков, останувам да искомуницираме преку нашиот снимател било. Мислам дека ќе биде во продолжение се во ред. Ајде ќе видиме во продолжение како оди сето тоа. Одиме со следење на втората четвртина. Како ќе биде, кога во прашање шутот и сега лична грешка во напад. Број 11. Виктор Исајловски. Прв фаул за него. Лука Наумовски за Чијаковски. И сега лична грешка, број 24, Љубиша Димитриевски. Двете екипи имаат проблем во бранење на пик and roll. Никој не искача од повисоките играчи и затоа имаат тие проблем со лични грешки. Не притискаат надвор, високо над линијата 6.75. Лука Наумовски. Ова е четврти поен за Лука Наумовски. Трайковски. Димитровски па Исајловски. По притисок, уште 8 секунди за овој напад. И има простор за асистенција, ова е малку себично. Имаше простор, го имаше добро втрчување. Така, пред се Андреј Андоновски, пратеше добро. Двете екипи многу стојат, не се движат.
има две слободни фрлања за Јувише Димитровски. Тој како и Андреј Андоновски се родени 2002 година. Но како одигра вчера Андреј Андоновски и како игра целата сезона, не само кај нас, туку и во младинската европска лига, селекторот имате тешка задача да го одбиете, да не биде дел од репрезентацијата до 16. Иако он е една година помлад, а е 197 сантиметри, може практично да покрие на сите позиции ова момче. И двајцата играчи беа повикани во поширок список и беа на селективните тренинзи. И сега мојот план да ги пробам во наредниот период од 5-6 дена што ќе следува за Сега две големи промашувања, чисте ситуации, затоа резултатот останува непроменет и по овој обид. И од втор план се виде Станковиќ по промашувањето на Анчевски. Останува еден позитива за екипата на Вардар. почна малце транзицијата да им биде малце побрза и подинамично да биде играта. Многу споро играат двете екипи. Две слободни фрлања за Ангел Јанев. Вчера имаше 6 поени, впрочем започна со две тројки во полуфиналето Јанев. Ова е негов прв кош во финалето. Останува на еден, скок на Станковиќ. Изравнување 25 за двата тима. Лична грешка, мислам дека тоа 14 Иво Трајковски. Прв фаул за Трајковски, а трета за составот на Феникс. Вардар има 2 во овој период на преверот. Светкот на 3. Во овој период ќе падне малце темпото и малце реализацијата ќе се поднамали, бидејќи сметам дека нема да погодат 10 тројки. Како што беше случај во првата четвртина. Ќе има помалце кошеви. Тарбел Чијаковски останува на еден кош, на еден поен, 25 Феникс, 26 за Вардар. Трајковски за 3, погоди една тројка овој пат посилно од потребното. Иво Трајковски. Добро одвојување тоа, но успеа да се снајде со број 11 Анчевски и сега Нофовиќ за 3. Седмико за Лука Наумовски, прва негова тројка. Вчерашниот ден за Лука Наумовски не беше баш најдобар, не изигра на неговото ниво денеска. Малце од малце ја поправи реализацијата и играта. Јанев не успева да реализира 3, но по офанзивен скок. Димитровски, четврти негов кош. Дваесет и 7-29. Водство на Вардар. Ево до 31-иот кош за вардарци. Станковиќ, вчера имаше 8 поени, 5 скокови и 2 блокади. Ѓорѓе Станковиќ. Асистенција имаше Адријан. Добро додавање. Ево овде утрчување. Само да не е нешто посериозно. Тоа е најважно. Да бидат сите здрави. Здравјето е најважно од све. Така, да бидат сите здрави, тоа е најважно, велам. Мислам дека лошо сгаза на ногата, сгаза на играчот од Вардар. Не знам на кој беше, само дали Станковиќ, дали некој друг. Екипата на Феникс и вчера двајца играчи се повреди и денеска Ќе биде премнен. И еден веќе има повреден Кацарски, односно Караѓозовски, се извинувам. Караѓозовски кој е на клупата, го нема и ниту Козар, исто така останува, но не во спортска опрема. И тој мислам дека беше составен дел од репрезентацијата 2001. Да.
беше Сите Венко. селективни тренинзи помина околу 65 до 70 кошаркари од цела Македонија. И ова ќе биде голем хендикеп за Феникс. Андреј Андоновски, подсетувам, вчера дабл учинок, 32 поени, 12 скокови, 4 асистенции, 2 блокади. Голема штета ќе биде ако Солзе на неговото лице забележуваме. Интервенција на лекарскиот тим. да не е само повредата од посериозен карактер. Темора е неговата замена. Боријан Божиновски да ги изведе слободните фрлања. На повеќе од убеден сум дека немаше никаква намера да се повреди противникот. Се игра фер, коректно, овие момци, не само овие и сите останати што ги гледавме изминативе денови на фреквенцијата на Сидо телевизија, може да бидат вистински репер. За фер и коректност во играта. И сега понекогаш и родителите ќе речем, ние бидејќи јас сум родител и моето дете игра кошарка, знаеме ајде на канадските забегани. Лична грешка број 2 на Иво Трајковски. Феникс е во бонус. Вардар има 3 прекршока во овој период од мечот и водство од 28-31 за Вардар. Плюс 3. Ако добро забележувам, ќе ме коригирате, а ова е практично во зона четворица кошаркари и Трајковски на човек на Адријан Наумовски, а биеше Лука Наумовски за 3. Без реализација Трајковски за 3. Не го посека овојта топката, стигната до Јанев. Трајковски сега на влез. Фантастична асистенција. Фантастична асистенција, браво момче. Поени по полов период на Кацарски, само да селекторот дозволете, 8 кош на Кацарски. Повелете. Со оваа поставеност на зонска одбрана, тренерот на Феникс сака да ги заштити играчите, бидејќи сега има помала ротација веќе со двете повреди, што му се има помалци играчи кои не може да издржат 6 играчи 40 минути во човек на човек. Така е. Но и ќе мора да се притисне многу повеќе на Адријан Наумовски. Ако ништо друго, во неговите обиди за 3 да биде спречен, кога веќе тројката на Феникс не функционира, а Лука Наумовски погодува за 2, негов 9 кош. 33-30. Јанев. Очекуваме тој да се разигра. Има само еден поен и тоа е слободно. Јанев мислува да победи Сајловски со офанзивен скок. За него знам дека неговите клубски колеги го викаат Чутуре. Ќе има двојна измена. Но нешто подоцна, бидејќи играта беше во тек, немаше прекин, практично. Ќе мора да бидат вратени назад кошаркарите кои беа на паркевот по реализацијата на проведените на Исајловски. А тоа се Тенковски со број 4 и мислам дека Нумовски тргна на клупа. Теновски. Адријан Наумовски. И сега го прочита Боријан Божиновски, негов 6 поен. Само еден позитива за Вардар. 33 Вардар, Феникс 32 и тајмаут бара Јованчев. Нешто повеќе од 5 минути игра во вториот период.
Еве малку да погледнеме во статистиката. Некако асистенции, тука негаде се дават двата трима, 9-8 Феникс, 17-15 во полза на жолтите, односот на скокови, загубени топки 2-4, две повеќе имаат вардарци, украдени 3-1, две повеќе има Феникс, но она што е најважно резултатот на семафорот, а сега тој е во полза на Феникс од 1 плюс 34-33. Лука Наумовски вади за Теновски и да погодеше, а беше ова големо промашување на десетката Лука Јованов. Тоа ќе беа 2 поени. Јованов само 2 коша во досегашниот тек од мечот. Вчера имаше 7 поени и дури 9 скокнови. Најмногу кај Вардар, сега на доразбирање Јанец од Трајковски. Покрај Дервишевич, веднаш зад него и актуелниот селектор на женската репрезентација на Македонија Маријан Лазовски. А сега класична зона е тоа. Таа велат се разбива со шут, но овој пат не успеа да поентира Лука Наумовски. Имаше нова можност, не се реши да бие, налета на блокадата на Исајловски, Тонковски. Нема реализација за 3 за Лука Јованов. Низа на промашувања на Вардаровци, Јованов и Тонковски, а потој Трајковски за 3, но офанзивен скок на Кацарски. Кацарски е првиот двоцифрен играч во составот на Феникс, кој води со 36-33. Не може реализацијата за 3 поени да биде на исто ниво, значи мора да падне, ова се деца до 16 години. Значи со не е никај сениорите, а тамо и кај овие момци, кој 16, кој 15, на купата и Гацов, кој е роден 2003 година. Исајловски за 3, нема тројка, скок на Зекир. Зекир се извинувам. Тоа е второ промашување за Исајловски, погоди една тројка во првиот период. Лука Наумовски за Теновски, па потоа Јованов, Наумовски прекрасна блокада на Исајловски. Кирилото сметана како обид за 3, но еве и 2, тукно 4 за Лука Јованов. Ја прекинува низата Јованов на противникот. Водеше Вардар со 33-30. Од тогаш направи 6-0 Феникс, а сега е 36-35. Божиновски за 3, нема тројка. Не беше намесен во нозите, добро споени му беа двете стопола. А се знае дека шутот потекнува ако ти се добри нозете. Ја гледав Марина Мајковиќ при оној низин демонстративен тренинг на женската кошаркарска репрезентација и убаво кажа легендарната српска тренерка дека многу ретко говориме за нападјачкиот став, најчесто за ставот во одбраната, но ако не сме подготвени, спуштени долу ниско, со рацете отворени да ја прифатиме топката, тоа е тој кошаркарски став кој мора да се учи од најмалите категории, потоа со големување на висината, мускулната маса, со текот на годините, и си дојдеш од самото целе, треба да се работи на техниката. Голема борба се води за секоја топка на Умовски, Лука беше тоа и на лична грешка. Број 14.
прифатиме една мала сугестија на мојата грешка во најавата. Да, во полуфиналето вашиот тим работнички во М18 доdeкласира лутиот ривал МЗТ Скопје аеродром. Ајде коригираме, не памтам, мислам дека беше 59 разлика. 98-60. Да. Горе-долу 49. Како и да е, ќе се вратиме ние на оно што го следиме, а тоа е финалето во М16. Си игра нервозно селектори во овие 3-4 последни минути. Остануваат 102 секунди до крајот и мислам дека паузата добро ќе им дојде и на едните и на другите. Си игра нервозно бидејќи добро одеше во првиот период, првата четвртина, многу шутеви се погодија и самото тоа те носи и беше и побрза играта и подинамична и во вторава четвртина се гледа дека чим малце реализацијата паја надоле. Али пак ќе кажам, мора да играат одбрана за да добијат еден надпревар. Они не играат сега моментално и двете екипи нема одбрана. Нема транзиција, нема одбрана. И нормално притисакот си го прави своето. Секој сака да победи. Да, тоа е тој спортски менталитет на кој треба ние тренерите да посветиме големо внимание во едукацијата на едните спортски генерации. Сега Вардар во зонска поставеност. Реализација на Димитровски, Кошевски Кошев. Го отворија рекетот, оставија рекетот да биде слободен. Реализацијата е на поставени во зона. Јас секогаш викам, го браниме кошот, оставаме шут, не може да се победи со шут. Секој прави Лесен Зефири, 197 сантиметри е високо ово момче и е највисок во составот на Вардар, а по 197 од противната страна Андоновски, кој е со мраз на скочниот блок, како и Сајловски и Кацарски. Сајловски не бега топло. Секунди 30 до крајот. Сега затворот на екраната, асистенција, реализација на Лука Јованов. Грбна блокада, немаше бодичек од играча што правеше блоки. Лесни 2. 38-37. Верувам дека овие директни преноси кои изминативе практично 6 дена од на Сидел 3 фреквенцијата Георгиевски ќе придонесат и за популаризација, но и за поголема активност не само на родителите и децата, туку и на бизнес заедницата, ќе препознае дека има производ во македонската кошарка и ќе даде неопходната финансиска и било каква материјална подршка. Секако јас сметам дека и во иднина би требало, доколку е можност, барем во регуларниот дел на надпреварите да има по еднашка неделно или два пати неделно, како е во склоп на можностите, да има пренос од секоја генерација по еден надпревар. Значи со тоа што ќе се добие на популаризација, јас сите играчи, сите тренери ги сметам за јавни личности, значи треба да знаат и децата, и играчите, и тренерите дека се јавни личности и дека треба и така да се однесуваат и надвор од теренот. Одиме да ги представиме завршните 30 секунди од оваа полувреме во финалето на генерацијата 2001 и популарните М16 и Сајловски за 3, кратко реше тоа. Нема ситуација за офензивен скок за Кацарски. Имали можност за контра, со реализација број 10, тоа е Лука Јованов, негов 8 поен. Води Вардар со 1 плюс 38-39 на семафорот. Јанев
за 3, кратко е се виде, Трајковски за 3 и тоа е кратко се виде. На крајот 4 од 19, Феникс 5 од 15, екипата на Вардар практично, односно 6 се извинам, екипата на Вардар без малку, речи си без малку ни една тројка во ова втора четвртина, а резултатот е сега еден позитива за црвено-црните. 39-38, поен предност имаше по првите 10 минути екипата на Феникс. Накратко рекапитулар за ова прво полувреме. Првата четвртина, како што да не се повторуваме, тројките си го покажа своето, меѓутоа втората четвртина имаат по 10 поени, мислам дека е како заврши 12. Не е ни битно, значи многу мал. По мене мислам дека многу слабо имаат транзиција, како се вика во напад и многу слабо е агресивната одбрана, значи како да не играат одбрана двете екипи. Ќе им биде тешко на двете екипи во вториот дел, доколку не се поправи една од овие две работи. Мора малце да убрзаат, ипак се децава до 16 години играат, они по мене како да се сениори. Значи многу спора кошарка гледаме денеска на денешниот надпревар. Така во модерна кошарка, тоа мислам дека ќе ме поддржиш дека не постои да играш. Така, но подсетувам уште еднаш 16 годишна 16 години, па баш дека сте 16 години. На ротација намалена кај едните, кај другите и пресет притисок да се стигне до Притисокот е трофеј таму кој е на записничката маса. Ќе одмориме и ние, селекторе, да земеме малку воздух, бидејќи е навистина пекло овде во малата сала на спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје. Значи, подсетувам уште еднаш по првото полувреме во финалето на кадетска конкуренција на кошаркарски шампионат на Македонија, Вардар води против Феникс минимално 39-38. Кошаркарски шампионат на Македонија или првенство за играчи до 16 години. Вардар има поен предност во дуелот против Феникс 39-38. Во првата четвртина Фениксите, играчите во жолко беа оние кои создадоа предност од само една разлика 24-23. Видовме ревија на тројки. Вардарци сутира 5 од 7, Феникс 4 од 9 во првиот период во ударите за 3. Остана Фениксите на 4 обиди, но има вкупно 19 во полувремето, а остана на 6 Вардарци од 15. Селекторот до 16 години Горан Георгиевски е крај мене, веќе говоревме неколку пати. Ќе паѓа процентот на реализација, особено во ударите од дистанца. Тоа и се случи. Сега останува да се види кој е по-физички спремен и мислам дека токму тоа ќе го решава на крајот победникот, имајќи во предвид дека особено на клупата на Феникс има тројца повредени играчи. Караѓозовски, го нема Козар, се повреди и Андреј Андоновски. Некаде во втората, третата минута од вториот период кошаркарот кој вчера постигна 32 поени, имаше 12 скокови во полуфиналето против Партизан. По еден нереализиран напад на овете страни, еве го и вториот. Добро поставен Боријан Божиновски. Ситуација за контра, бараше контакт, го доби Јувиша Димитриевски, се повлече Адријан Наумовски за Димитровски, 9, односно 8 поен
Феникс ја превзема улогата на тим кој има водство и ќе биде во напад. Нервозен старт на вториот период, селекторе. Нервозен се гледа притисокот што го имаат двете екипи, овие млади момчиња пред себе. Неизвестно ќе биде, сметам, докато со самиот крај. Вардар има поголема клупа, повеќе играчи за ротација, меѓутоа во овие моменти најмалку е битно тоа. Кој ќе биде најсмирен, најприсебен, ќе го реши на преворот. Димитровски биеше за 3. Јанев уште еднаш. Димитровски сега не се решава за 3. Доаѓа на поста за 2. Не успева да реализира. Директно врацата на Станковиќ решава топка. Адриан Малиновски. Мора да го види Павлов, бидејќи во негово видно поле, тој е меѓународен судија, топката остане залепена на телото на кошаркарот на Вардар и на теорија ваква судија, од прволигашки калибар, па свора начин меѓународен да не го види тоа. Имаше двојно водење, во корнер имаше чекори исто од Адриан. Мислам дека екипата на Феникс малце сте помотивирани на почетокот на третата четвртина. Не може проблем да представува третиот фаул на капитанот Божиновски. Тоа е првата виолина на планинарската позиција. Сега Станковиќ во лука да поентира. Кацарски се бори за блоката и на краја горацата срече на Илиша Димитровски. Димитровски има Јанев не го забележува Исајловски тури сега. Исајловски тоди силно до краја. Лична грешка врзиво за Исајловски Димитровски 42-39. Целото од гледалиштето во Талет каде се на играчите на Феникс. Талет преки 350 гледачи го следат ова финале, иако капацитетот е нешто помал. Мислам дека нема повеќе од 300 места, но отворена вратата. Па дури од самиот рад на влезот на салата. За 3 минути и 14 секунди игра и одат на 44-39 плюс 5. Овие се највисоки за Феникс во сегашните формати. Поагресивни се почнаа да бркаат, како се вика, низ цел терен и си доаѓа резултатот сам по себе. Ги следите вие честопати, мислам дека тоа е играта која екипата на Феникс ја игра во текот на целата сезона и при нивните настапи во, реков, спомена, Европската младинска лига или на популарна Евролига лига, и ако успее да го наметне својот стил, ќе им биде тешко на Јованчев и неговите избраници во продолжението од мечот. Нормално дека настапот на меѓународна сцена ќе си го направи своето, искуството ќе си дое до израз. Много е битно што почесто да бидат нашите екипи кошаркарски школи се или како сега да се сетили присутни на меѓународен план, но би било добро да се припати критериумот на игра на меѓународен план и овде кајно. Да не биде онај не фаул санкциониран, постојано нешто на што јасно, особено во разговорите со кошаркарските тренери за работници, па и суди конкретно треба да се дозволи поголема контактика. Така си е. Ходиме се на првото. Адриан Малиновски, веднаш чудува, Царски тренер, кој треба да го нападне нешто повеќе, мислам дека беше малку подалеку од дистанца. Лука Новоски навлез директно во лицето на Исајловски, има ситуација за контра. Оријан Јовановски ќе да дозволи на Димитровски да ја преземе улогата на организатор. Димитровски од табла излезе топката овој пат. Тргнал напред Јованов. Ево чисто ситуација Даголот и Сајловски скока по шутот на Мартин Јанчевски. Подигната е темпото на играта во однос на
90% е подигната. Вардар може да има проблем, бидејќи вчера имаше исцрпен надпревар. Малтену у задња четвртина со надчовечки напори дојдоа до победа. Може тоа да се рефлектира, меѓутоа, пак ќе кажам, не се знае. Има много да се Има многу да се игра. види првите поеми за Мартин Анчевски, кој е роден во март 2001-та. И е недозвасниот гол на колектив на Вардар. Поеми за Јуриша Димитровски, кој е вториот во составот на Феникс со 10 поеми. Кацарски во првото полувреме 10-9, Исајловски Божиновски 18, 2 поеми за 11-ката Анчевски, врзот 4 до низа. Димитровски кој е помал зема голема одговорност. 6-7 напада, сам почува да ги реализира. Сега малце сумори. Исајловски ќе треба да ја преземе одговорност. По мене сметам дека Јанев денеска го нема на денешен надпревар. Како постар, поискусен, сметам дека треба он да земе малце поголема одговорност. За Ангел Јанев, Јанев. Цело време бега во корнер, не зема одговорност. Черна репрезентација. 16 поени вчера, 6 поени, 5 скокови, 3 асистенции. Денеска само 1 поен од пенал линијата и тоа во втората четвртина на Ангел Јанев. Инаку ученик на Спортската академија во Скопје. Малтен он беше прв плеймейкер на репрезентацијата на претходните тренери, односно селектори што ги воделе на турнирите. Не може да си дозволи да го нема на денешен надпревар. Да бега од одговорност, битната е одговорноста да имаш. Па сега дали ќе погодиш, дали ќе даеш кош, не е битно, битно е карактерот. Точно. Добра ротација имаше Шел Друис, популарното екипата на Феникс. Првите 3-4 минути. Затоа дојде до највисоката предност. Така. Оттага ставаме 2 Феникс, 6 Вардар и затоа резултатот е само 1 поен предност за кошаркарите во жолто. 46-45. 4-51 останува третиот период. Ке гледаме драма на превар, што би се рекол. Ке биде неизвестно. Димитровски за Јанев, ево го Јанев, добро блок. Јанев имаше ситуација да итача за Кацарски, Димитровски, добро блок на Исајловски, има превземање. Нема реализација за 3 за Јуриша Димитровски, 0-2 во финалото. Пробите за 3. Адриан Наумовски, 17-ти него поен. Седма е тоа тројка во 17-тиот обид за Вардарци, кои водат со плюс 2, 48-46. Јанев, имаше некако игра со нога, сам дека имаше. Дали е намерно или не е намерно, игра со нога, игра со нога. Така и се остави предност кои контролираше Јаковски во самот поен. Тоа мора да биде санкционирано, но ете, се случуваат такви работи, а сега ќе треба да има представено правилно, поради втората лична грешка на Јаковски. Треба да се има реномиран критериум за двата тима. Неопходен, еден од неопходните први предуслови за квалитетен развој на секата шахта. Со неквалитетно судење, значи само штета си правиме на самите играчи, самите себе си. Никој не оди напред. Апсолутно се согласувам. Иако имаме искусни судии, кои се вашата листа, сепак имате неколку грешки. Протекот на овој мач Санкционирано. Зимата да се дозволи адекватни услови да биде изведено тоа слободно трување.
3:22 до краят на третиот период. Шијаковски, што е најгусто. Тргнува Манчевски, за 2. Манчевски во оваа четвртина 6 поени, сите во овој период од мечот. Плюс 5 за Вардар. Божиновски, вали за Јанев, висока парабола. Уместо во седмиот кредит, ако јас добро бројам, за 3 Јанев постигнува тројка, толку што тоа на Јанев од игра. Јас сметам дека сега ќе се отвори на превод, му фалеше малце само доверба по се изгледа, бидејќи немаше реализација. Мислам дека сега ќе земе Ја презема одговорност, да. А не успеа овој да победи. Салути Кацарски со право. Салути Кацарски со право. Кому му се фало? Каде да видиме? Ќе има борбеност, ќе има напнато сега, ќе има почесто ќе гледаме вакви реакции. Ја не сложам се, вележам, наистина кому да се строим фал. Идем брзо само да погледнем. Брзо фалс. Требаше да иде до крај. И јас сметам исто. Божиновски вади за Трајковски кој влезе во игра. Се разбра, наведе по Трајковски, иако добра беше намерата на Трајковски. Мислам дека прерано трча Јанев, како да е, одиме на врат оваа топка. Малече двајца играчи требаше да се отвори Јанев на 45 и ќе беше сам за шут за 3 поена. Идејата на Трајковски Беше сосема коректно, да. се враќа Лука Науновски во игра во составот на Вардар. Ево, во ситуација да биде за 3, но не и да победи. Исајловски пригира. Јанев, одлична грешка, број 11. Можам да приметам дека сега добро играат одбрана на двете екипи. Затвараат рекетот, отвараат, оставаат за шут, сосема коректно. Првото по време сметам дека не игра одбрана. Сончевски треба да е втора лична грешка, иако на семафорот, јас колку се забележам додека е еден стој, бидејќи во претходната ситуација исто така Брче Сајловски или не сетката на Вардарци направи фаул Јанев. За 3 нема тројка, Кацарски нема офанзивен скок, а има лична грешка. Број 13, односно 14 и во Трајковски. Добар фаул беше ова, не се во бонус, спречија контранапад, одличен фаул. Памета. Останува 50-52. Полупериод без поени, 80 секунди до крајот на третиот период. Малку насила. И сега реакција на Исајловски. Следното, Георгиевски дека јас не можам да водам баш секој секунди, ќе се постижа малку се статистиката, но мислам дека ова тоа и трета блокада на Исајловски. Трета сметам дека е. Колку што ме памти меморијата. На таму на статистиката ги имаме популарен Марчело, а тој добро си ја работи работата. Блок 6-2, веќе трет. 9 секунди за овој напад на Црвена-црните. Шијаковски. Од новата Марtin Манчевски, фаул за Феникс. 1-0-1 на семафорот. Многу пошли до период од мечот. 12-13 во полза на Вардар, а тој се изнесе на 15.
процентот на мали кош е резултат на добрата одбрана на двете екипи. Го дигна нивото на одбрана многу. Имате да контакт за фаул. Има, да, фаул. Трет за Адриан Наумовски. Ово може да биде опасно. Именно веднаш ќе реагира Јованчев, ќе го повлече Наумовски од игра. На негово место Теновски со број 4. Тој е неефикасниот во составот на Вардар. Со 17 поени, интересно, единствен со двоцифрен број на поени. 17. Исајловски за Божиновски, 9 секунди за овој напад. Исајловски за 3 силно е тоа се виде. Виктор Исајловски, 1 од 5, неговиот тим 5 од 23 во ударите за 3, многу подобри. Вардарци имаат 7 тројки од 17 овој 4 се тоа. Лево, десно, застана и завршение. Божиновски на два пати, кога прави продор, прави секогаш еден дриблинг повеќе. Значи прв продор мора одма да даде паси и Исајловски ќе беше сам. Прави два дриблинга во рекетот без потреба. Јанек. Разликата на двата семафора, на двата мерача, прилика 5-6 секунди. Уште 11 за овој напад. Трајковски не се решава да бие за 3. Трајковски измигува. Две слободни тројања помина за домашниот тренер Јованчев од судијата Мицевски. Можеше да доде и на Јанев на 45, тука беше сам чиста позиција за Како да почувствувам дека противникот Лейсен Зекире оди на него, едноставно онака Мангумски, Трајковски успеа да ги излуди овој фаул за безполни тројања. Некогаш треба да си интелигенција. Нели? Треба да имаш интелигенција и некогаш играчите сами, еве јас сум тренер, сами некогаш мора да ги послушаш, они подобро да чувствуваат играта. Што може да направат, значи нема проблем за тоа. Трајковски 5 поени, постигна на тројка. Чели имаше 13, но подсетувам. Аз се вижувате на неговата лева нога под коленица. Има и излија лента, потоа ангажирана. 6 за Трајковски, 51-52. Водство на Вардар. Има право на фаул и го прави Јанев. Паметно, видите, не се минус. Има уште еден фаул до бонус. Само втора лична грешка и тоа добар избор. Видите, Божиновски и Трајковски имаат по 3 лични. Исајловски едно. Помина повеќе време помина, оставија уште 5 секунди има сега. Добар фаул беше. Имаат право уште еден фаул да За направат. прв пат во игра Мартиновски со број 77 во игра. Царски добро следеше и По мене сметам дека Лука Наумовски требаше да го стопрат со фаул. Ке имаше топка од страна и ке имаше уште една секунда за реализација. и да се уверам во одлуката на Павлов. Дека ние го немаме доверието на сето тоа, но имаме пак привилегија или интернетот да видиме дали навистина имаше таму фаул, како и да е завршил третиот период. Резултатот 51-54, не како што стои на теренот, 51-54 за Вардар. Као што можам да приверам, тренерот Денис истото го кажува, што јас го кажа пред малку. Мораше да има фаул на Лука Наумовски да се сопре, па уште еден фаул до бонус, топка од страна, да немаше проблем. Значи крај на 3/4 Феникс Вардар 51-54 е резултатот. Ке биде неизвестно во последниот период. Само да видам 13-15 во овој период. Првиот го доби Феникс, минимално 24-23, но тогаш беа погодени оние 9 тропки. Потоа 14-16 за Вардар и 13-15 за Вардар. По 3
30 минути игра во кадетското финале. Вардар води со 54-51. Излезано е Насе од тренерот, Насе. Насе тренерот не зеда да премне можда да се. Сега сум болje. Слабо време. Процентот на реализација тука некаде во скоковите потполно идентични 34-34. Сега Вардарци имаат 14 асистенции, а екипата на Феникс 10. Миналата почетава и сега кажата на Имаше опомена од арбитрите таму зад кошот на Вардар. Се 30 конструкцијата. Лука има можности за да не се плати. Тоа е вториот во составот на Вардар со двоцифрен број на поени. Царски не остасува еден скок да заврши, еве го има со дабл-дабл. По 10 поени исто толку скокови. Ожимовски ќе дозволи тука да води вал и едитим припомнен на кошакарите во жолти дресови. 51 Феникс, 56 за Вардар. Димитровски успева да пронизира Димитровски. Него 12 поени. Било добра партија Димитровски. Тој е лидер во тимот на Феникс со 12 постигнати кошака, Царски 10, по 9 Сајловски и Дожиновски. презема одговорност доста втора по време Димитровски. Станковиќ, големо промашување на Царски од колено. Вчерашен надвобар Станковиќ немаше промашено од пост позиција, денеска послабо. Само 4 поени, по 2 во втората и третата четвртина. 4 секунди за овој напад. Изгуби перцепција за времето. Ника Јованов, кој веќе четврта сезона во Вардар. Играше пред 2 сезони во М14 финале против Феникс. Исајловски против Адријан Нововски. Исајловски. Игра центарски, Исајловски. Малата предност од 2 сантиметри ја има во Адријан Нововски за Исајловски 11 поени. 55-56. Играат 1-1 бидејќи Адриан има 3 лични и бега од контакт, игра да не направи 4 да не влезе во проблем. Добра тактика од страна на тренерот на Феникс. За Милиша Димитровски. Ја мислам дека и нареден напад Исајловски ќе оди пак 1-1 да игра против Нововски. Од 6 за 3. Купно 20 поени на Нововски. Сега грешка на Станковиќ. Еве го моментот пак, кажав ки играат 1-1. Ситуација на десната страна. Удвојување, утројување, но Кацарски стана сам. Кацарски со конзуристот него 12 поени. Само 2 позитива за Вардар. 59-56.
7 trojki Vardarci. Isajlovski se reši na vest sa floater, topka kada Kacarski. Neizvesno. Kreativnih bliženja v napadov, no продолжали стилный последний, Решаварский период. Кацарский. Говорим за неговите предности, подлости Кигинова момче. Али пак прави прескок. Да, не сме да отрча на скок. Решава да подсека да удри топката, но обрашка дори тога сме. Тоа се прави да јасно станува, рече 13 поени. Кацарски. Анчевски е винува, Лука Номовски, добро поставен на Божиновски, главо кон Зекери, удвојува Исајловски, се тргна, а Исајловски има само еден фаул, Кацарски ниту еден и мора тие малку да влизат и да контактират. Седми поен за Лейсон Зекери. Адриан Номовски, Исајловски, Апаратопката Шилјаковски. Баварка. Нема збор. Најдобар потег може на утакмица. Знам дека има момчиња во оваа генерација, во овие два тима кои знаат да ја забијат топката. Таков потек во игра, верите се неповторни. За Лука Номовски, мислам дека тоа 13 поен, така е. Јани, за 3. Еве во моментот што кажав, доби само Дорево со првата тројка што даде, многу е битно на играчот да погодиш еднашка и подоста нема проблем да има. Сега испортира Лука Номовски. 62-63 Јанев. Каква борба само. Топка за Феникс. Кацарски го има сегде на терен. Ајде, овие кои ги гледавме на панел под турнирот, горе прeko и они кои не ги познamo, иако Георгиевски ќе се сложите дека добро ги познавам младинските генерации, со оглед на тоа дека често пати не гледате буквално на сите надпревари без разлика за која генерација. Баш така и повеќе доволно ги знаете, значи повеќе имате информација малку не за секој играч. Побрсјака Зекери се решава да проигра со Исајловски. Ево рецепт Исајловски филмите да четвори. Суптимативно е ова, значи некогаш ги судат чекори, некогаш не се не напаѓа на кош, сака да додаде, нема објаснување за новите правила. Новите правила се писани, треба да се прочитаат, но не често пати го чујам, особено оние древни проблеми, каде на артиските, најдобрите, најбавите во кошарката, ето дека се досуди ролин, да, не велам дека нема чекори во ситуација кога се прави древни ролин, но често пати изговорни судиите велат така е во Евролигата. Но да напоменеме дека ние не сме дел од Евролигата, нашите арбитри мора стриктно да ги почитуваат правилата на ФИБА. Евролига си е Евролига, во НБА може и 5 чекори да направи за неки судат, но ние не сме ниту Евролига, ниту НБА. Ние сме дел од ФИБА свет. Токму така, има на вчерашен надпревар, во една ситуација има чекори, во друга ситуација ролингот нема чекори, значи Исајловски за 3!
сега добра, некако во Литва на 2011-та, кога нашите сеньори стигнаа до 4-то место, но понекогаш се желбата, мотивацијата со која овие млади момци играат, наистина на посекаат на она златна акција, златна генерација на македонската сениорска репрезентација. Ако победи Феникс, по мене Кацарски мора да биде MVP. Не знаме наравата, само дека сигурно ако има MVP во тимот на Феникс, нема никој да биде трофеј. Тоа е филозофијата на тренерот Денис Дервишин. Вели целиот тим е MVP. Точно се сложи. Тоа нека да се сложи. Кацарски промаши на слободно трање. констатацијата ми е бидејќи го има во одбрана, го има напад, офанзивен, дефанзивен скок. Секаде го има. На секаде го има. Дало Лучинов веќе има, не знам колку, 3 блокади, 4 блокади. Тоа е сега. Пак веќе нема струја. Исто да се случи на финален натпревар помеѓу Работнички и Вардар. Имавме пауза од 15 минути, проблем со струјата имаше, со рефлекторите. Се надам дека брзо се дека ќе биде отстрането. Бидејќи има уште доста да се игра, 4:27 на семафорот. Има велам уште многу да се игра, 65-63 резултатот. Пауза не им донесе многу корист на црвено-црните во финалето да има 18 против Работнички, која е Работнички во видливо. Не знам за чија пауза да била оваа пауза. Значи, различно ќе биде, не се знае. Добро е за Феникс што има 5 играчи, може би ќе се одморат. За Вардар добро е да прекине ритмот на Феникс. Така, 50-50. Гаси светло. Срдан Станковиќ под пред Вардар, преку Лука Нуневски, до Адриан Нуневски, Кацарски задолжен само во отбраната и Сајловски успеа пред 40-ката Глигоров. Дженијско е диспониран од Глигоров, но да не речем душа, да видам, мислам дека нема ниту еден поен во досегашниот тек од мечот и посредницата како играл и Сајловски. Немам да не грешим душа. Јас водам единица колку можем, но така, Георгиевски мигла поеми 3 скокови една асистенција, а вчера да речеме 14-ката, односно Глигоровски, 14-ката на Вардар имаше 12 поеми, 5 скокови и 2 асистенции. Божиновски заработува лична грешка. Мислам дека немаше потреба да направи фаул. Четврта си направи проблем и самиот на себе и на својата екипа, а ефектот од фаулот е само корист на Вардар. Двата тима во последниот период веќе по 3 фаули. Наумовски навлез лична грешка
Ковара, тренерот на Феникс. Ке биде тренер завршница. Добар натпревар гледаме второ полувреме. Коректен од двете екипи и ангажираност во борбеност, во мотивираност. Вардар се отворија одлично 4 тројки во првиот период, реализира Адриан Луневски. Нема промашување задни минута 6-17 секундата на Вардар подсетен Хелен. Уште еднаш повозрасниот син, постариот син на председателот на МКФ Петар Наумовски. Адриан 6 од 6, купно 20 поени. Помладиот, роден 2003, нити знам дека е одлично момче, голем потенцијал, преку 192 см, 14 годишни момче, кој треба да биде чистоен дел од селекцијата која ќе игра на Суперболот во Словенија кон крајот на август. Нагло порасна минатата година, кога влезе во пубертет, значи 15 сантима, мислам дека има пораснато. Пак света. Лука Наумовски. Имаше ваква ситуација на стартот на последниот период за 2+7, не успеа во двата обиди. Останува резултатот изреме 65-65. Јанев за Исајловски. Глигоровски се обиде да пресечи, играше со неа, мораше вака да шутира Јанев. Истекна напад. 2 секунди до крајот на нападот. Ангел Јанев останува на 2 тројки, многото 10 обиди. Лука Наумовски крај Јанев. Премногу ја држи топката. Малку фалеше Божиновски да управи. 5 секунди, почекор на назад. Популарниот степбек. Шут. И сега лична грешка. 57. Зашто не е тука јасно. Боже сачува. Број 14, гледаци дивите. Господине Павлов. Помалце. Помалце повеќе. Помалце повеќе. И мислам дека е право беше федерацијата која да се реши на повеќе судни функции. Особено по неколките лоши арбитражи во финалето на сениорската заедница меѓу Ензето и Карпос Соколин. За Лука Јованов, тоа е неважно. 66-69. 20 до крајот на месец. Димитровски, Јанев се качи горе. Подобревацот Јанев, добра промена на правецот. Димитровски е заглавен, ќе мора да заврши овој напад. Ова е насила, апсолутно. Имаше Исајловски под 45. Тргнува напред Анчевски. Фениксата добро продолжува. Барем за мене дека не знам како игра становата. Добро да игра Италијан. Не гледам доволно колку тајм-аут имаат двете екипи. Не забележува на Семара Морнем. Нито е. Аз не видим. Точно 100 секунди до крајот. Трајковски. Иле Трајковски. За Исајловски. Кога е блокада од Кацарски Исајловски. И немаше ориентација каде се
Isajlovski. Papatima se v bonus. Ovaj šut može bi za pobeda, no ništa napad. Broj 14 trebalo je to. Da. Za David Gligorovski. Četvrti faul. I dve slobodni bonus. Dve slobodni prvanja tima. Ovo je faul. Završiti na rabota. Особено koji pogodi Viktor Isajlovski. Ovaj golem problem veke. Последна минута. Minuta i 7 sekundi do kraja. Početka normalno da dovodi to. Rezultat od 66 Phoenix, 69 Vardar. Dve slobodni prvanja ima se Isajlovski. Ama toga će vidimo. napnatost, nervoza, što je sasvim prirodno za ove kategorije. Phoenix
екипата мора фаул да прави. Излезе сам, не погоди, сега мора бидат на брз фаул на играча Пославо и заигрува слободни фрлања. Лош избор. Мислам дека победникот го добивме. Сметам дека екипата на Вардар не смееше да дозволи лесен поен. Подобро фаул, па две слободни, може едно да промаши, едно да даде. Вака не знам дали има Денис Серушевич тајмаут да си земе тајмаут да изведе од това терен, да го скрати. Не се. Сметам дека времето не се пушти да тече. Времето на семафорот мислам дека не се Тройка.
Јанев, да. Негов 10 поен. Трета тройка. Само не знам со времето дали е точно или не е точно, нешто има проблем. Два разлика е точно 71-73. На сите делегати во Македонија. Сега е топката за Феникс и мислам дека има тайм-аут земено екипата на Вардар. Сметам дека фаулот што дозволија Весни 2 е многу хитен момент за да нешто да направат. Мораше да се пресече тука за фаул. Што го даде Јулишев Димитровски. Точката е за Феникс, бидејќи Зуцер Весни 2 имаше на Лука Јованов на блочекот. Ќе се изведе Бои се екипата на Вардар. Јас по мен идам на сигурни 2 да се изборам. Не сакам да ризикувам. Со овие две деца, така. Секунди да понеме. Сума сумару има потенцијал, останува на нас цело лето да изработиме и постојано да презентираме Македонија на европското првенство. Дивизија. Ви благодарам. Тука некаде ќе го завршиме директниот пренос, бидејќи беше предвидено да оди до 10 часот. Уште еднаш ми се случи во салата на Кале да снема електрична енергија, како што беше тоа случај и во вторникот, во финалето на М18, со констатација дека екипата на Вардар го освои шампионскиот трофеј, на крај спортски подадена рака на ривалите. Ова веќе сум го гледал многу пати и од други тимови од поодамна.
како и да е. 75-71 триумф на Вардар. Вардарци годинава 2 трофеи. Младинците до 20 години го освоја првиот, откако со 3-0 во плейофот го совладаа Работнички. Во конкуренцијата до 18 години Работнички беше подобар од Вардар. Во конкуренцијата до 16 години предмалку Вардар подобар од Феникс. Во конкуренцијата до 14 години неприкосновен Феникс со максимални 23 победи, откако во финалето го совлада Партизан Водно Санс. И во младинска конкуренција, во најмладата конкуренција помлади пионери до 12 години МЗТ Скопје аеродром стигна до шампионскиот трофеј. Значи, тоа се овогодинешните шампиони. Во младинска конкуренција ова беше мини проектот на Кошаркарската федерација на Македонија и на спортската програма на Сител телевизија. Останува само да видиме дали в понеделник низ директен пренос или евентуално низ снимка ќе успееме да го проследиме и женското финале за кошаркарки до 16 години. За сега пријатна вечер од мене.